Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место во наредните 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва интервју со Јанко Бачев. Ексклузивно интервју со Јанко Бачев. Можевте да видите од најавите. Многу работи за прв пат ќе се презентираат пред македонската јавност. Ќе откриеме многу ексклузивни работи, многу шеми, многу стратегии кај што се тајните служби вклучени. Јанко Бачев дел тие работи ги има слушано, меѓутоа е инсайдер во еден временски период 94-2002 година, во клучните години за Република Македонија, бил дел на безбедносните структури во нашата држава, значи едно ексклузивно интервју, 60-65 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Господине Бачев, вие сте на пола пат Валандово Струмица. Во изминатите 30 години, политичари од Струмица и политичари од Валандово раководева најголем дел со Македонија. Како ќе биде запамтен тој регион? По добро или по лошо? Па, генерално по лошо, бидејќи се што беа тоа политичари од овој крај се учесници во националните предавства, што се случи во Македонија во изминатите 30 години. Најсвеж примерот со Ѓорѓе Иванов. Иванов, Петар Гошев, Заев, Борис Трајковски, значи тоа се двајца се од Валандово или Валандовско, двајца се од Струмичко. Вие сте на пола пат негде. Вие кај патриотите или кај предавниците ќе ве сметат? Па од овие сега што ги спомнам, можеби со известна резерва може да се изземе Петар Гошев, со оглед тој човек остана недокажан на македонската политичка сцена. Ги изгуби сите избори, така да не успее да се докаже. Може ако победеше на некои избори не, и ќе направеше, дека му беше понуден мандат, го одби, не го прифати. Значи не ја видовме така, да кажам, неговиот капацитет, а овие други што ги наброја од Заев, од Трајковски, од Иванов, тоа за историјата ќе ги запише како национални предавници. Ви имате многу интересна кариера. Значи еден дел од вашата кариера постојано се потенцира, а тоа е вашето работење во државна безбедност. Колку ви имате работено во државна безбедност? Кој временски рок сте поминале во полиција? Тоа е од 1994 до 2002 година, кога ги видов предавствата што се случија во војната во 2001 година и со едни така патриоти ентузијасти излеговме да ја формиравме Народно движење за Македонија. Тогаш така носевме назив, сега сме нели како единствена Македонија и со цел да ги смениме состојбите во работи, бидејќи убаво кажавте, ние бевме на едни места, дали за добро, за лошо, ги видовме сите тие предавства. Во клучниот период сте вие, 2004-2002. Значи приватизација, атентат на Киро Глигоров и војната 2001 година. Кога се вратиме на назад, тоа се веројатно 3 од 4 или 5 најклучни настани што определија историјата или текот на историјата на Република Македонија. Како е направен грабежот во Република Македонија? Како е оплячкана Република Македонија? Вие сте биле, сте ги имали информациите, може ли пред гледачите како е оплячкана Република Македонија во изминати 30 години? Па најпрво генерално да кажам дека тоа беше еден замислен концепт, проектиран транзицијски концепт до кој што требаше да се оплечка целиот општествен имот кој што 50 години на нас го создава сите работни луѓе во социјализмот. И сега тоа така тргна. Мислите дека тргна смислено? Смислено. Значи однапред смислено. Проектирано, зошто велам проектирано, еве сега само во 2 реченици да објаснам. Значи се почна некаде од таа средба, таа инкогнито, тајна средба меѓу последниот министер за одбрана Велико Кадиевич, кога ненадејно отиде во Москва. Тоа е некаде пролета 91 година, кај Димитри Јазов, маршалот советски и министер за одбрана, со цел во последен момент да се обиде да добија поддршка војската да ја преземе ситуацијата во Југославија, да се спаси. Сум снимали со Јазов, Југославија. А сум снимали со Вук Обрадовиќ, генерал Вук Обрадовиќ, тој беше шеф на кабинет на Велико Кадиевич. Од друг аспект го спомнувам оваа средба. Од друг аспект го спомнувам оваа средба, значи Кадиевич се враќа од Москва со празни раце, условно кажано, бидејќи Советскиот сојуз е во еден голем број исто такви проблеми пред распаѓање. И тука веќе кога се враќа кажува што е таму разговарано, дека Македонија, како и сите земји во регионот со распадот на Југославија, влегува во милост и немилост на американците, значи во таа шема. И тогаш Сојузната служба за државна безбедност, со цел да се спаси што може да се спаси, носи план, зашто велам дека тоа е смислено, носи план своите најелитни соработници кодоши, кои што биле во службата, преку ноќ да ги направи од комунисти во капиталисти. Значи тие да ги преземат. Сигурно Бачев. Која сојузна служба? КОС
УДБА или Ко се воената или службата на Министерството за надворешни работи, ако речете сојузната служба, на која служба точно мислите? За Министерството за надворешни работи е минорна. Минорна, не е значи. таа класична, таа е во дел на дипломатијата, али збориме за Тама е Будимир Лончар, значи и таа служба тоа беше тој министер за надворешни работи. Да. Али сега клучната значи служба со моќ, со реална моќ беа контраобавештајната служба, тоа е воената. Значи војното Служба разузнавање. и сојузната служба за државна безбедност, тоа е условно, цивилната. Во тој временски период толку е мокна таа служба што вела дека и превратот во Романија на Чаушеску се прави преку југословенски кос. Помогне се и двете служби, значи во тоа време. И сега значи кога веќе се гледа дека Југославија не може да опстане во тие граници, ќе има редефинирање, и тука многу е битно се каже дека во тоа време никој не е за распад на Југославија. Ако сега гледаме херои и во Македонија, и во Словенија, и во Хрватска, сите се за опстанок на Југославија, меѓутоа таа да се редефинира во конфедерација. Значи Словенија не е за распад на Југославија во тоа Во време. тој момент не е. Не е никој, не е и Македонија, сега слушаме и тука се. Јане Становник, и Па, Јожи сите Менци, се, значи, сите од после кажува тоа е дека не биле за распад. Тоа е многу битно, значи тие се за опстане Југославија. Меѓутоа Милошевиќ има друг концепт, да остане по истиот трг, во као црста федерација. Значи се содруваат два концепти. Црна Гора и Србија едниот концепт, Словенија и Хрватска. Другиот, а Македонија беа навивачи, не ги слушаше. Ние тука не, дека пифтија. Ние навивачи, не ги слушаше никој. Тоа Ни таму. Нема без реална моќ. И сега, значи, овие со цел во тоа едно редефинирано Југославија, сојузната служба да го задржи своето влијание, значи носи план општествениот капитал да се приватизира и да се даде на најелитните кодоши соработници. Сега да не зборуваме сега не се битни Словенија и Хрватска. Ова не Сигурно сме. Бачев, морам да ве прекинам. Во тој момент министер за правда или правосудство како се вели во владата на Анте Марковиќ, значи на сојузно ниво е Владо Камбовски. Владо Камбовски е посебно приказна. А Киро Глигоров е главен советник на Анте Марковиќ. Дури има теза, само ве надополнам, има теза дека Киро Глигоров е вратен во Македонија со задача Како делегиран човек. како делегиран човек да се заврши целата таа приватизација и трансформација на Македонија. Значи тоа е модел во кој Анте Марковиќ и Кадиевиќ, значи сите учествуваат, или тоа е некој модел Андропов. Капиталот да се изнеси, да се пренеси на други раци, тие луѓе како чисти, како капиталисти да се вратат после да владат, дали со Русија, дали со Македонија, така на. Така да ве разберам. Па сум го пишал јас тоа за Киро Глигоров уште пред 15 го напишам. Он е под псевдоним Гавран, значи Гавран. соработникот. Значи и сега што ми беше На поинтот. сојузната служба е Киро На Глигоров. сојузната, тоа е 45-6 година кога знаме туше од Белград. Значи по сојузно име Гавран. Така. И сега А зашо Гавран? па сега службата дава псевдоними сега. Не, како ги дава тие псевдоними? Например, овој беше Александар Антич. Ко прашав ја зашто Александар Антич, он ни река да не си го заборави кодното име, бидејќи АА мора да има иницијали Александар Антич. Не. Ги даваат, па види се, има различни, па ги даваат, например, по некоја карактеристика на самиот човек, еве што велите и вие. Да, така личи на... Така, и сега што е тука интересно, значи службата сојузна со цел да во едно идно така редефинирано Југославија за да го заврши своето влијание, го носи тој проектиран план. И сега тргнал во Македонија. Во Македонија во тоа време значи десетина, тоа е познато, десетина одбрани транзицијски, некои ги викаат олигарци, ја ги викам бандити, значи ќе го присвојат целиот општествен капитал. И тие се најелитните соработници на службата. Пример Свето Јаневски, Стереонаков, овој е покојниот на Скопски падар Трајче Давидков, покојниот на Алкалуит Мукаетов, овие една група од технометал Вардар, Гуштиров, Технопотовски, пратени во... Значи тоа се најелитните кодоши уште од најмладите денови на службата. Значи така напредува во кариерата. Така, тие се од најмладите денови со работници на службата. Еве, например, Трајко Мукетов завршува факултет во Белград. Е близок пријател или е дете кој е под контрола на Тошо Шкартов, еден од луѓето кој ја формира службата во Република Македонија. Васил Мукетов е во Стопанска комора, во роднински врски, еден од најблиските, ако не најблизок пријател на Тошо Шкартов. Значи, гледате, не може да влезе некој аутсайдер што се вели. Туку мора да се нивни деца мора. Си има, тоа се прават безбедносни така проценки, се дава безбедносно мислење и вака се региони. Илја Камчев беше Макотекс, Јордан Мијалков беше Макотекс. Еве да видим малку можеби ќе делува и така интересно, малку и на шега да ставиме работа. Значи они кога ги бирале, ги викат вака: тебе ќе те пуштиме, ќе бидеш политичар, ти ќе бидеш стопанственик, ти ќе бидеш познат спортист, ти ќе бидеш ова. Значи ги рекрутира службата и ги праќа. Еве да кажеме, еве на пример сега ми тек на пример во моментот селото Псача. Познато ти е, оттаму е Тито Петковски и Добри Величковски. И они се мали деца, и на Добри му викат тебе ќе те правиме безбедњак, од млад на Тито му викат тебе ќе те правиме политичар. Пуковник. Па така ги Пуковник Тито Петковски. Така ги рекрутира службата. И се овие што ги направи сега да не избегнеме од темата. Значи Псача ако победеше Тито Петковски можеше Кумровец да биде. Го давам како пример, тоа е модел за генерално за сите.
Значи службата ги рекрутира од млади, им викат тебе ќе насочиме ваму, тебе, значи- тебе ќе направиме познат пејач. Значи се Овие што ги а прават. не само политичарите, па и естрадата, се е тоа. Па Здравко Чолич е направен од службата, познат пејач. И Здравко Чолич. Па се е тоа, значи ги рекрутира и ги прави познати пејачи. Тако му е војно лице. Офицер на Така JNA. не знам, ама ги прави. Еве, овие да кажеме како Аркан, такви вие ќе ги правите тие другите работи. Аркан Бандитските работи. исто татко му полковник. Значи ги рекрутира. И сега Бранко Царенковски татко му полковник. Така, и Роден сега- во Сараево. што е поентата околу приватизацијата што ме прашавте за грабежот. И тргнува тој проект на приватизација во Македонија. И сега видите, што е најстрашно, тој модел луѓето без пари ќе ги земат фактички фирмите, без ниту еден денар. И сите овие 10 транзитски што ги направив сега неколку, значи сите под истиот модел ќе ги приватизираат фирмите. И сега за гледачите да види појасно, пример да спомнам еден пример. Еве сега од овие 10 на кој да го земам? Еве по случаен пример ќе земаме Скопска пивара. Да кажеме, најдобри што се ферш пет Па, пивара, алкоол, можем кога за сакате. секој можем да кажеме еве Скопска пивара на пример. И сега пази се интересна работа. На почетокот во 90-та година Кока-кола, познат светски бренд, дава прелиминарна понуда од 100 милиони германски марки да ја купи Кока-кола, значи платена приватизација. Да купи пивара. Да купи пивара. Во тоа време Стојан Нандов жестоко се спротставува, а овие директориве комунистички воглавном се во таа либералната партија. Реформски сили. Реформски сили, така. Каше Гордана Силјановска сега. Така, Носител во прва значи, измамиденица. прелиминарна понуда и нашата власт ја одбива. Понудата не ја прифаќа, а ако прифатише таков модел, фирмите да ги продава по реална пазарна цена, замислите во тоа време во македонскиот буџет ќе се слијае околу 5 милиарди тогашни германски марки. Замислите 5 милиарди, 5 милиарди. Тоа беше процент од општествениот капитал. И сега да се продадеше по реална пазарна цена на странци, значи замислите за Македонија што ќе значи 5 Тогаш милиарди. немаше да ни треба милиардата на Циле. немаше да ни треба Ние ништо. имавме 5 пати Ма по една како милиарда. милиарда на Циле Бранко Црвенковски не можеше да му се заблагодари на Џорџ Сорос што ни даде бедни некои 16 милиони долари да купиме нафта кога беше Дали блокадата беше со 16, Грција. дали беше 23 Па са. блокадата со Грција кога беше ни даде таму за нафта да купиме нешто. Да, и се расправаше македонскиот парламент. И до ден денеска не можат тоа да ме го заборават 16 милиони долари, а ти велам 5 милиарди тогашни марки го проценија општествениот капитал. И сега Кока-кола пуша 100 милиони понуда, ја одбиваат. И сега што се прави? Сега прво му дават на Свето Јаневски да се ја откупи компанијата и ја проценуваат на 4 милиони германски марки. И сега пази, тие 4 милиони марки германски Свето Јаневски не ги вади од джебот, него си ги плаќа од прометот што го прави фирмата. Значи бесплатно. Значи тие Првите 3 компании кои се приватизираат, кои се одбрани како пилот, нели, со кои треба Така. да се почне процесот, се Фершпет, Македонија Турис и Скопска пивара. Тој 95-та година, Шукаров е тогаш директор на Агенција за приватизација, голема пресконференција се прави и едно од нив е Свето Јаневски. Мислам дека на 22 милиони марки е процената. не на 4, сега ќе вика на 4%, значи тоа е се документација. Мислам дека на 22, а дека со 4 може да ја откупи контролниот пакет, ама со 22, значи 4, а во тоа време во магазините на Скопска пивара има залики на хмел, тоа е суровина за пиво, во вредност од 10 милиони марки. Значи сега суровините вредат повеќе од фирмата што ја проценуваат неговоцено за 4 милиони марки. И сега тоа не е најбитно. И сега што се случува? Свето Јаневски ја зема фирмата бесплатно. И така почна да се работат. И сега 98 година некаде во мај веќе се водат кампањи, ВМРО бомбастично најавува дека ако победи ќе направи ревизија. Си извинувам, Свето Јаневски е кандидат и за премиер. Тука е конфликтот Стојан Андов, Бранко Црвенковски. 94-та година, после изборите кај Шокир Григоров добива втор председателски мандат, има конфликт помеѓу Андов и Црвенковски и Андов го предлага Свето Јаневски да биде кандидат за премиер. И сега он фирмата си ја зема така срекно и весело си владе, си работи, и дури има и голема контрола. Во тоа време Бранко Црвенковски воведуваше како премиер ненормални акцизи за странски пива. Значи Скопска пивара е Беше заштитена, беше заштитена. Како Хајнекен се продаваше по 300 денари, Скопска, значи имаше големи акцизи, големи царински давачки и беше и тука заштитен. Баш кај што ги земаа фирмите бесплатно, него беа заштитени со разни овие царински давачки. И сега така од тој период си владеат и доаѓа 98 година кампања за парламентарни избори. Беа во ноември изборите, а во мај веќе Лјупчо пушта кампања бомбастично дека ќе направи ревизија. И овие се оплашија. Гушков, од Усие, овој Свето што ги спомна другите и прават брзопотезно продават дел од акциите на компаниите. Сега ама од позиција на газди. И во мај месец 98 година Свето Јаневски продава 51% од акциите на Скопска пивара за 34 милиони долари на Балкан Бред фирма една регистрирана во Атина, а фирма ќерка на Кока-кола. Така е. И сега пазите, 90 година Кока-кола дава 100 милиони марки, не ја дават, а сега Свето Јаневски од позиција на газда ја продава на истата Кока-кола за 34 милиони долари, се ги става во джеп. И има на Кипар, таа фирма си има и своја фирма на Кипар преку кога ги врти парите. Так. Седиштето на таа фирма е во иста зграда
кај што беше канцеларијата на Борка Вучич во Белград. Значи само да видиме за како коцрева се испреплетени банкрот на Слободан Милошевиќ, Борка Вучич. И сега што се случува? Значи и во ноември победува ВМРО ДПМН. Лјупчо Ѓоргиевски прави ова влада и сега овие преплашени. А овој вика 57% го продаде капиталот на таа Балкан бренд на фирма керка на Кока-кола. И сега Лјупчо Ѓоргиевски во ноември месец, не знам дали околу 20 ноември 98 година прават тој легендарно се секогаш приму предавање во владата, како испија кафе со Бранко Цренко. Да, испија кафе со Бранко и Бранко си замена на кај влезат од владата, овој се отиде во кабинетот. Тоа е околу 14 часот во влада. Во 17 часот, знаеш ли Лјупчо кој го према прва средба како премиер? Кој? Во 17 часот прва средба ја прави со Свето Јаневски. Со Свето Јаневски. Со Свето Јаневски. Тоа е многу интересно. Пази, прва средба како премиер во 14 часот Бранко се заминува, овој во 17 оди во кабинетот таму да се одмори, веќе влегува и прва средба со Свето Јаневски. Свето Јаневски оди во владата преплашен. Црвен, преплашен. Готово. Да го ботнеш крв нема. Ке ме скитат главата. Крв нема. Излегува после саат време Свето Јаневски насмеан. Насмеан Свето Јаневски до уши, не може да го смири, весел, расположен. И сега Лјупчо што му кажал внатре, како така го расположил, а јас не работел, значи Лјупчо во тој момент. Значи не е Лјупчо Мона Лиза така што си ги крши прстињата дека. И Свето Јаневски ти викам кога влегува и кога излегува, две различни фигури. Не може да го препознаеш човекот. Господине Бачев, дури првата година од власта на Лјупчо Ѓоргиевски, тие му овозможуваат на Свето пивара да трне контра Прилепска пивара. Едва и се спасува Прилепска пивара да не биде купена Скопска пивара со одреден кредит или со одредена помош која добиваат од Комерцијална банка. Значи, му дозволот на Свето не само да го задржи својот имот, туку да трне на Прилепска пивара, што значи дека добар е тој договор направен 3 сати после примо предавањето до Лјупчо во тој момент решава наместо приватизација, изјава му вика на Свето, сега ја ќе бидам бизнисмен. Колеги ќе бидеме и Лјупчо сега се знае после 4 години човек ти барем Лјупчо искрен признава, вика ја крадев од буџетот, сега е бизнисмен. Јас сум средно богат бизнисмен. Па кажува дека фактички тоа е кражба. Според вас е средно богат или крупно богат? Сега со премиерска плата не може да биде средно богат бизнисмен. На бинго вика. Сега Лјупчо има некој образложение, он тоа во приватни така разговори го има кажано. Сега колку тоа држи, можеби држи сега од негов аспект. Он се споредува вака. Вика штере онако вика мене 90 години беше комшија вика. Зграда со стан и имаше сабајле на 101 вика возеше застава, на горење вика палеше вика, не може да ја запали вика. Штерио. И сега вика штере стана бизнисмен вика, јас сум бил премиер вика, ја треба да бидам он сега се рамни со штере. И сега можеби има некоја логика во неговата кражба. Возел штерио застава. Вика се најголем бизнисмен. А он ти вика ја 8 години штрајкував пред собрание, правев митинзи, ова се борев за ова, и он ти вика Значи добил партизанска споменица да кради. Така. Па видите се, Лјупчо кога стане премиер не вика вака, ќе ви дојде еден вика наш брат вика од Хрватска вика во МВР, Љубе Бошковски. Вие тогаш се уште така. Во ДБК. Тогаш прв пат дојде Љубе Бошковски од Хрватска и вика ќе ви го пратиме вика заменик директор, он вика нема се познати работите, ќе ја водите вика ви работи. Љубе дојде таму заменик директор во дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и Лјупчо вика сега ќе решисиме со криминалот. Тогаш е Бојан Бојановски директор на ДБК од ДЕА, а Љубе заменик директор. Бојан Бојановски Куклаков номинално е директор, ама никако. Конкретно релацијата одеше Љубе, Пане беше на јавна безбедност Велес покојниот и директно одеше Лјупчо доста. Таа беше линијата. Ова беше заобиколен. Павле Тријанов беше после министер за внатрешни работи, Кукла, мислам заобиколен. Стојан Пендаровски беше помошник на министер за аналитика, ако не се лажам. И сега Љубе доаѓа и вика ќе се тргнува и во тоа време некаде 99 јануари до март се предвида во Македонија околу 40 на директори и тоа со квалитетни докази. Ако се сеќаваш Дзинго кога бега со тие вреките документи по Кратовско таму по Лјупчо вели 6 до 8 милиони марки му се најдени неплатени. Тоа пример го кажам Дзинго има 40 директори, значи обаваци се спроведува. Меѓутоа што била поентата на Лјупчо? Страшо гранит. Да, исто страшно гранит. Комерцијална банка и така натаму. Али што била поентата? Не била поентата вистински да се рачи со криминалот, него било тие да се заплашат за да може после да ги рекетираат. Ги рекетирали? Па како не ги рекетираат? Колку пари им зема? И се падна во вода кога беше поставена една акција за заседа кај тоа едно село таму кај Дрифаково кај Слова Кадрифакова. Од Штипна кај Светиниколе таму да се апси Методија Смиленски. И поставена заседа, таму беше и покојниот Пане Велев, се оперативци поставени. Во Мерцедесот со кога треба се застават внатре седи Лјупчо Ѓоргиевски, одат заедно со Методија Смиленски да му отварат некој зетинара во Светиниколе. И тогаш се сеќавам на тие слики како Пане Велев почна да фрла се живо, што му фали ова на шефот, што не прави шефот за Лјупчо. Значи Лјупчо веќе влегол во шемата. Значи треба Мето Смиленски да се апси, а у Мерцедесот на Смиленски седи премиерот. Одат во Светиниколе да му отварат некој таму
зетинара претходно. Значи тоа е веќе влегол во шемата. Али како што спомнав, Лјупче тоа не го крие. И сега што е тука интересно? Свето ја тера работата и доаѓа 2012 година, сега Груевски е премиер. Пак не го чепка никој. И Свето сега 2012 година на македонската берза продава дополнително 41,2%. Сите акции ги продава, или после отиде во винарство, во Тиквешово. Да, она има 6 групација. Да, 41,2% ги продава пак на Кока-кола. На таа грчка И компанија. сега внимавајте добро, за фантастични 79 милиони евра. 2012 година. И сега овие 79 милиони евра. И тие претходно што ги спомнав 34 милиони долари 98. Значи Свето Јановски со 0 денари заработи фантастични преку 100 милиони евра. Тоа е значи сделка на деценијата. Со 0 денари вложени во Скопска пивара, фантастични 100 милиони долари. И така одеше приватизацијата на сите овие фирми и тоа за жал ги продава, се изврши грабеж на сите тие фирми, како што народот ги создаваше со таков ентузијазам. Бачев, каква е улогата на Андов? И на Бранко Царенковски после сакам. Каква е улогата на Андов? Андов се јавил како громобран на тој крупен капитал. Во најголем дел, тие директори Ацо Симевски, Жито Лукс, Савка Димитрова Европа, Штирио Наков, Данчо Шутров, сите тие беа членови нова партија на реформски сили на Анте Марковиќ. Каква е улогата на Стојан Андов во одбрана на капиталот во приватизација, бидејќи во клучниот период кога треба да се прави ревизија на приватизација, се менува законот и се укинува службата за општествено книгодство кој може да ја прави ревизијата. Па виде таа улога нивна и на Киро Глигоров и на Андов, значи историјата. Ако е Киро Гавран, Андов каква птица е некоја? Па и Андов сега многу се прави како исто и он кога е тргнал од Кавадарци на 20 таму 5-6 години, први не ставен службата му вика вака: тоа дете први ќе го ставиме градоначелник во Кавадарци, после го пуштат во Скопје, после го пуштат и во Белград, значи си ја насочува нешто. Он е вице-премиер во сојузната влада. Па и со за него е дадено позитивно мислење, безбедносно оценка и мислење дека човекот ќе напредува во кариерата, значи не дете на службите. Дури кога се распаѓа, кога велите Кадевич, кога се распаѓа Југославија, него му е понудено да се врати од Ирак и да биде последен комунистички Андов е нашиот интересен канал сега, од кога изумреа сите и Киро Глигоров и почна мемуари да пише. И во книгите пишува дека он бил најпаметен, не го слушале, дека Киро бил лош, дека Клюсев бил лош, дека се книгите ако ги видите, тоа го пишува. А иначе Андов видите што вика? Клучниот аргумент да се представи за дисидент, вика имал големи проблеми во Скопје и добил казна. И што била казната од Скопје го пратиле во Белград. Се пазите која казна ја кажува со тоа негово дисидентство, тоа било казната. Јас знам дека значи тие сите дисиденти ја направија врвни кариери. Јас знам дисиденти ги носе на Голи оток. Тие што беа противници на режимот, што правеа проблеми. А овој казна од Скопје го однале во Белград во сојузните органи. После синот на Андов стана директор на Зоил Македонија или фирмата која купи Зоил Македонија. Значи гледате, тие во генерацијски во континуитет си играт, се во игра, се во барабанот, се на клучни функции, дали бизнис, дали политички и така натаму и така натаму. Значи тоа е систем, нели кој го нарекува опера моделот. Так. Тоа е систем кој си функционира, некој го нарекува лабрадор, нели некој имат најразлични кодни имиња. Опера систем ли ова, да речеме, тие луѓе кои се најлојални на Белград и понатаму да владеат со Македонија, со Словенија, со Хрватска, со бизнис, со политика, со капитал, со све. Па така е кодното име на акцијата на Сојузна служба за државна безбедност, опера. Опера. Што подразбира таа опера, например? Тоа е, значи, при евентуално редефинирање на Југославија да се задржи тој влијание во бизнисот и во медиумскиот простор. Пример, медиумскиот простор ќе има такви крачи како Срđan Керим со работници на службата кои што ќе го завладеат тој простор. Медиумскиот. Па ќе има за ова за бизнисот. Стојменов и така натаму. Тоа се луѓето кои се главни медиумски модели. Таа оперативна акција значи да се задржи тоа медиумско и бизнис влијание на просторите на поранешна Југославија при едно редефинирање. Тогаш никој не веруваше се прави проценка дека Југославија нема се растори во 90 него ќе се редефинира како конфедерација и тие се одат од предпоставка што може да се спаси. Било каков модел да се редефинира, значи да се оствари тоа влијание преку најлетните кодоши со работници што биле на службата со години во тоа време. Добро, Бачев, рековте улогата на Камбовски и не ја дефиниравме улогата на Камбовски. Подоцна Камбовски станува председател на МАНУ. Гледате, двајцата предпоследниот и предпоследниот председател на МАНУ беа луѓе кои може да се наречат татковци на македонската приватизација. Во најголем дел овие предпријатија со општествен капитал се приватизирани според тој закон на Анте Марковиќ кој го прави или го изготвува Владо Камбовски. А Такифит е председател на управниот одбор на Агенција за приватизација која треба да се верифицира таа нивна приватизација. Ама се е таа групација поставена, затоа велам тоа е проектирано, не е случајно ќе направиме ајде приватизација. Значи се е тоа проектирано и секој си има улога во саат. Еве за Владо Камбовски да кажеме, многу работи се разнеат, кои се расчита работа, зошто го викаат него албанскиот конзул во Македонија.
Зашто го викаат албанскиот колонија? Тоа кога ќе се разјасни, да кажеме, многу работи ќе бидат. А може ли вие да кажете сега? Па Сепак во оваа мисија се кажуваат работи. Зошто Владо Камбовски го нарекоат албански? Па горе доле се е во контекстот што зборуваме. Да кажеме, еве, он е архитектот, да кажеме, што овие партии сега што ги гледаме на национална, на етничка основа кај албанците, да кажеме, во тоа време. Ако сега ние гледаме дека во 90-та година требало да се воведе демек некој модел на граѓански вака партии, еве Владо Камбовски носи вина тука што он е автор на тоа, на тие националистички, да кажеме, а сега не е тоа некоја негова изворна измислица, него се е тоа проектирано службата преку службите. Па сега овие сите што ги набројат, Таки Фити, Владо Камбовски, еве јас што ги спомнувам овие од делот на бизнисот, тој Шукарев што беше, се тоа деца на службата. Брат му на Шукаров подоцна беше првиот главен мајстор на масоните во Република Македонија. Ама сега видите дека после сменја страната. Значи зет на Минчев, поранешниот премиер на Република Македонија, во негово време беше Фени направен, значи кавадаречка линија, значи првиот Шукаров, првиот голем мајстор на македонските масони, брат на овој што беше директор на агенција за пред. Значи сите се тие како свински црева поврзани се тоа деца на службата. Значи својата кариера ја должат на службата. Што би рекол Миро Милмарич, деца на комунизмот. Па сега после од комунисти стана капиталисти. Капиталисти. Црвена буржуазија. Така, црвена буржуазија. Како го носат Бранко Царенковски на чело на СДСМ? Вие тогаш не сте се уште, не 94-та година, меѓутоа веројатно јас што ги имам така гледал некои извештаи, оперативни така извештаи. Значи тоа е и на Гошев могу кажам, он наивно верува дека тоа е некој нормален редослед 90-та година кога Гошев кажа дека на изборите му била понудена услуга од службата за државна безбедност за изборите, и тоа е точно. Значи Гошев не прифати таква помош и за да сме ги изгуби изборите. Гледате, службата им понудува на Перо Гошев му помош да победи на изборите. Моди, мислам, тогаш Богоевски ли беше, се не знам, директно ова Слободан Богоевски на државна безбедност, Павле Тарнав на јавна безбедност. И вика одиме на избори, па Лјупчо Георгиевски, еве во некоја наредна прилика кој имаш праша го, он во приватен му обед кога тргналте изборите во ноември месец 90 година на Томе покојниот Стефковски. Томе Цевка. Цевка што го викаат, му има кажано Томе ќе бидеме пресрекни ако освоиме 2-3 да влеземе во парламентот. Значи пресрекни кога на крај освојуваат 39. Значи службата му понудува на Гошев, се вика овие деца ќе си играеме играчка со нив, да ја завршиме работата. И сега Петар Гошев што ми имаат кажувано постари, ја во тоа време не сум работел, што ми имаат кажувано дека Петар Гошев ја одбил таа понуда и стварно сакал да бидат едни избори по некој демократски терк. Во тоа време и така се случи, ако гледаме, овие освоја 39, еве спомнав, Лјупчо бил пресреќен 2-3 да влезат во тоа време. 39-31. 31, значи ги прегазија во тоа време. После, значи, дали сега тоа му било како мана припишено, тогаш Шутурков ја презема работата, ова дете како дете Црвенковски. Значи Данчо Шутурков стои зад Бранко Црвенковски. Гол лансират, сега па за Шутурков стојат други. Наврвот и значи што кажат исповрзано тоа пирамидата си функционира. И го инсталира Бранко Црвенковски во тоа време колку 25-6 години. Вие знаете дека Мило Ѓукановиќ, така кажуваат луѓето што го познаваат, во тие негови приватни канцеларии има неколку слики, од тие неколку слики, две слики, едната на Данчо Шутурков, втората на Бранко Црвенковски. Значи Бранко Црвенковски и Данчо Шутурков се на фотографии во тајните канцеларии на Мило Ѓукановиќ. Во моментот клучен играч, цигари. Ѓукановиќ беше ептен поврзан со тој шверц на цигари што одише во тоа време, тоа масовно се префрлаа авионски во Црна Гора со Ѓукановиќ. Вика Ѓукановиќ па тука има една интересна работа, сега од народен аспект гледано можеби е добра. Цело тој шверц што го правеше таму, крадеше за него, меѓутоа одеше и во фонд во кој што исплаќаше и пензии и социјална помош за народот. А кај нас што се случи? Кога беше ембаргото према Сојузна Република Југославија од Обединетите нации 92 година, тогаш се исправа околу 2,5 милиарди германски марки според извештаи. Така според тие шверц на нафта на акцизни стоки, шопови и така. Па во тоа време овој чифлиганец со бакарот, да кажеме, во Јапонија тој беше српски бакар од рудникот таму од Бор и се прикажуваше како македонски, бидејќи они беа под блокада и за Јапонија се оде се некаде. Во тоа време Македонија фигурираше како најголем извозник на бакар. На бакар. За околу 200 милиони германски тогашни марки и чифлиганец провизијата му беше 20%. Дојде тоа преку Бучи. Значи на 200 милиони германски марки, 40 милиони. И сега чифлиганец го представуваат како успешен бизнисмен. Тој е бандит. Исто како беше ги спомнувам. Деца на службата бандити кои што преку службата го направија богатството. И сега кога слушам дека они биле успешни, тоа го направиле со знаење, со способност, со достигнување, тоа е една голема лага. Да, ние сме прости, тие се паметни. Тоа е една голема лага. Интелигентни, нели? Па еве ти кажав,
сето како 100 милиони евра со 0 денари. Овој Гушков исто ја зема цементара исто. Железара ја прогласуваат, Црвенковски први ја прогласува за старо железо, Минчо Јорданов ја зема без пари, после станува многу профитабилна. И Гушков ја продава цементара Исто. пред 98 година. Па се уплаши од Лупчо дека ќе прави ревизија. И таму влага грчки. Па така, тоа е во мај месец 98 изборите беа во ноември, се уплашија. Знаете Лупчо каква кампања водеше, ќе направиме ревизија, ќе ви го земеме кредитното. И овие се уплашија. Финансиски директор му го стават Лупчо Бебич, многу клучна фигура, мислам дека нареден период многу ќе сослика таа негова улога и така натаму, близок роднина на еден политичар кој сега сака да дојде на власт, значи го стават финансиски директор. Значи, тие си испреплетени, си функционираат. За Бранко Црвенковски, не ми кажавте, кој е улогата после на Бранко Црвенковски? Тоа за Бранко Црвенковски е убаво каже, овој што го спомна легендата така го прават во службата Шкартов. Значи Бранко е дете кој што одлучува и службата пред се влијание има голем овој како се спомна Шутурков. Значи во тоа време им треба. Тоа е млад во тоа време, 25-6 години ќе ги води конци. Гошев очигледно им бил проблематичен во сите тие нивни замисли, бидејќи тоа е клучниот момент, тогаш оди приватизацијата. Како да не е од Струмице Валам до Гошев, како да го има доселено таму, мала шала, нели така го почнеме. Па се он може покажа плашливост некоја, ама да кажеме во таа приватизација за него не излезе некоја афера. Му се реваншира, после го ставија гувернер на Народна Тоа се веќе луташе од два. Беше министар за финансии, мислам. Да, и го покри Никола Гуриевски. Значи, он е клучен период 2002-2003 година, кога требаше да се испита работењето на Никола Гуриевски како министар за финансии во владата на Лупчо Георгиевски. Петар Гошев го покри тој период. Сега, за возврат не се бунеше Гуриевски кога Гошев беше избран за гувернер на Народна банка. Него ни сменива кога дојде да биде премиер. Сега Бранко Црвенковски ја одиграва улогата, го носи тој фамозен закон 93 година за трансформација на предпријатија со општествен капитал или тој закон за приватизација, со кој што таму и законски е запишено, затоа сега гледајте се овие транзиции бандити што интересува. Ким кажеш дека украдено не викат не беше, се беше согласно закон. Се беше легално, според закон. Така е, во закон се напиша дека они си ги земат фирмите. Да. А тоа што го заложува капиталот на фирмите кои не е нивни, во банките кај што исто УДБА ги имаше стајано директорите, а банките нема законска основа да им дадат кредити, бидејќи со тие кредити они си купија предпријатијата и фирмите, тоа нели никој не го коментира, а сите така се приватизира. Па така бе, сега после Бранко можеби за мене многу лоша улога одигра за време на војната. Во тоа приватизацијата веќе како што им даде, ама за мене многу потрагично е во 2001 година изигра страшно предавничка улога заедно со Лупчо Георгиевски, бидејќи тогаш државата беше редефинирана. Овие краделе, биле бандити, тоа не е проблем. Еве сега ќе одиме на избори, ние викаме ако ја добиеме до вербата, сме спремни да направиме ревизија и ќе го одземеме тоа. Ако не викат 30 години помина, веќе тоа не може, не е точно. Една власт, каква да е државата, мала, ваква, таква, никаква, кога има органи, кога има безбедносни органи, се ќе ги построи сите и ќе го земе тоа. Добро, Бачев, сако добро ве разбира. И Бранко и Лупчо биле луѓе на службата стоела зад нив. Не, за војната веќе во тоа време. Не, сигурно. Дали зад Бранко Црвенковски и Лупчо Георгиевски исто стоиле службите, бидејќи велите, тој е континуитет во 30 години. Татко на Бранко Црвенковски е полковник во ЈНА. Па гледа се, Лупчо значи, сите клучни играчи се деца на полковници. Да. Па Лупчо во тоа време и он млад, 24-5 години, и него сваќа сериозно дека може да направи, а идеологот што е, да кажеме, во тоа време на таа партија овие Мане Јаковлевски, они се соработници на службата. Мане Гојко Јаковлевски, Драган Богдановски. Со Гојко не сум видел досие, на Мане го имам видено. Го имате видено? Да, на Мане, мислам дека беше псевдоним Јак, така мислам ако не беше. И значи он е сега Лупчо во тоа време, значи ги има со нив ја вода целата работа. Змејковски е со доста контроверзна личност. Нели они се првите двајца луѓе. И Змејковски има досие? Има. Во тоа време, бидејќи уште 90-та година, кога ВМРО се формира ДПМН како партија, во извршниот тоа одбор, или тогаш им се викаше управен одбор, како им се викаше, службата ќе успее во прв момент да вметне внатре двајца. Во најтесното раководство на ВМРО ДПМН. Едниот е со псевдоним административец, другиот е Боге. Како вториот е? Боге, едниот е административец. Значи има двајца веќе внатре внесено, уште тоа 90-та година зборуваме кога. Значи уште кога се формира. А сега Лупчо за него конкретно да има некој соработка не сум видел со ова за бидејќи како што кажав службата него во тоа време него сваќа сериозно. Го сваќа како спаринг партнер на да глумиме демократија. Дури Слободан Богоевски ли дека првата влада Никола Клисев, тоа негово интервју за Неделно време, тогаш излезе Никола Гуриевски во едно интервју го нападна Слободан Богоевски дека се сомневе дека тој учествувал во атентатот врз неговиот војко Јордан Јалков. Една недела подоцна Богоевски излезе и рече дека во првата влада на Никола Клисев имало 6 соработници на КОС и прекина целата дебата помеѓу Богоевски и Никола Гуриевски. Сега, таа беше интересна влада, еден спој, едни беа соработници на КОС,
релации што имале стариот Мијалков. Едни беа соработници на бугарската разузнавачка служба, од на бугарската Лепавцев. Имаше го водеа како Дзидар, мислам беше, Лепавцев, овој Димитров, таткото на овој Димитар Димитров. Тоа беа да кажеме соработници на бугарските служби ги водеше. Никола Димитров, таткото соработник на бугарските служби. На бугарски Лепавцев. Значи зошто велам, тоа беше еден спој на министри, едни беа има некоја идеја така за независност, се занесува романтичарски така, има некои изјави за независна Македонија, еден дел беа соработници на КОС и еден беа соработници на бугарските разузнавачки служби, значи еден таков интересен спој беше таа прва, да ја кажеме, таа експертска влада во тоа време. Значи, така интересен спој. Интересен спој, да. Значи тоа што Каракачанов го кажува дека има многу соработници за кои ние не знаеме на бугарските служби, било право, значи не блефирал, не лажал. Па Димитров или Паце се тоа секој ќе ви го каже во службата, сега мислам веќе досијата нели во архив ги пренесуваме, може да се видат. Добро, што е? Не се веќе тие оперативни, тоа се веќе историски досијаи. Што е со Јордан Мијалков? Тој загинува со браќајка, Гарделичка клисура, на средба со Петар Грачанин. Заминува на средба со Петар Грачанин, луѓето велат дури не најавена средба со Петар Грачанин. Јас мое мислење сега како што кажам, јас сум помлад таму 94-та, сега порано како биле тие релации, но моје размислување дека исто било и он на врска. Не може Мијалков да не бил на врска кога бил директор на Макотекс. Бил представник во Чешка, исто како и сега тука може би веќе ако има некој атентат, може би веќе тоа е направено што он во еден момент после се одметнува. Сега веќе ќе градиме македонска држава. Сака да биде патриот. Па еве сега како овие на Дуј што се, Али Ахмети што ги спомнавте на почетокот на емисија, те сте соработници, ама сега веќе тоа помина. Сега те викат они се најголеми патриоти. Се одметнуваат, таа служба веќе не постои. Албанец премиер. Па коз, веќе таа стоизна служба за држава не постои, дека тука кај Мијалков може би повеќе да има револт ако веќе одлучиле. Пример, ја немам информација дали тоа било атентат или сообраќај, ако имал нешто во таа смисла, он веќе се одметнал од нивната соработка, од нивната контрола на Сојузната служба за државна безбедност, кај што со години бил таму изгледа. И овие ако одлучиле да прават нешто, чисто тоа би биле причините. Во тоа време, видите, во тоа време скратената Милошевиќ настојува таа скратена федерација да се задржи меѓу Југославија, меѓу Македонија достане со Босна и Црна Гора. Па видите тоа дури Милошевиќ му има понудено на Киро Глигоров во таа мини федерација да биде председател на Сојузна република Југославија, Црна Гора, Македонија и Србија. Меѓутоа таа председателска функција е церемонијална, без големи овластувања. Бидејќи мојта е во републиките, кај Милошевиќ, во Црна Гора, кај Булатовиќ, така се направи тие уставни промени и има некоја церемонијална функција председател на Сојузна република Југославија. Тоа после беше Добриче Ќосиќ. Значи, место на Глигоров. Глигоров да биде. Да, да биде. И Глигоров тоа му го одбива на 2 октомври 95 година кај кога ќе биде во посета. Тој е до Бановце. Во резиденцијата во Добановци, тоа е на 15 километри од Белград. Па тоа веќе доаѓаме 95 година кога беше атентатот врз Глигоров. Зошто му го прати атентатот Бачев? Според вас вие сте тогаш веќе во службата, тогаш веќе имате оперативни сознанија. Не, бев тогаш. Тоа е 95-та. Да. 95-та година. Видите, тоа наведуваат неколку мотиви. Спомнува братиславска врска, па криминални мотиви, што за мене не се прифатливи као бизнисмени. Демек Глигоров сакал да расчисти веќе со тие криминални структури, така за мене тоа не е толку прифатливо, бидејќи сега да правите вие атентати со тоа што некои бизнисмени ќе им спречили да прават шверц, не ме е прифатливо. И сега трета една линија беше многу ја верглаа со Србија во тоа време. И тука има некои елементи кои даваат некоја таква основа, меѓутоа дали е тоа така, значи се уште останува енигма. Која е таа линија? Можеме да дефинираме таа српска? Бидејќи таа 95-та година е многу интересна. Сега 95-та година сега Киро Глигоров таму оди на 2 октомври, мислам беше, во Белград. Дали втори, дали трети? На втори, на трети атентат. Атентатот, да. На трети атентатот. За месец дена на 15 ноември веќе Македонија треба да го склучи партнерството за мир, за приклучување кон НАТО, алијансата. Значи за месец дена тоа треба да се случи. И на дневен ред на седницата да се смени државното знаме. 16 кракото сонце. Се е тоа 95-та година. Од тој период. Се е тоа во времената спогодба со Грција. Времената спогодба со Грција претходно во септември, 25 септември, не 5 дена претходно 25 септември тоа. И сега од тука се влечат тие да кажеме некои заклучоци и тука има еден интересни моменти што во јавноста за сега не се кажани. Два моменти. Ден денеска македонската држава го нема побарано стенограмот. Што изворно е разговарано меѓу Милошевиќ и Киро Глигоров. Се останува на новинарски извештаи од тоа време. Што пренесува новинарите од Белград, тоа е. Значи мора да има стенограм. Мора да има. Од сите официјални средби мора да има стенограм. И тоа извор не е покажано. Тоа е едниот момент што е интересен и вториот момент е Милошевиќ не го држи состанокот со Киро Глигоров во председателската палата, што е вообичаено.
него го носи во воен објект надвор од Белград. Во Добановци. Так, во околината на Белград, значи него држат состанокот во председателската палата. Сега што била причината, тоа може да нагагаме само, али што е многу битно, стенограмот не е. Значи сигурно има снимки од таа средба. Па има, веројатно српските служби. Како нема. И сега тука е веќе интересно што во тој момент Киро Глигоров му кажува на Милошевиќ дека прави радикален пресврт во македонската политика. Едноставно му вика, ние завршуваме со вас, одиме со Америка. А 95-та година веќе Америка завладеа со овој простор тука ЦИА. До 95-та година имавме некоја таква самостојна служба. Што од 95-та веќе ЦИА комплетно завладеа во земјите во регионот. Тие службите веќе не се служби, тоа се филијали на ЦИА. Значи веќе нашите служби се е тој и Киро прави стратешки пресврт на светова веќе кај е силата, кај е моќта, кои се моќните, вели ние одиме со Америка. И се прави атентатот и се спречува во тој момент подпишувањето тоа договорот за партнерство за мир. Тоа во тоа време измисли една формулација за приближување кон НАТО. Да не сте членки на НАТО, но сте партнерство за мир. И Македонија со тој договор станува 27 земја членка на партнерството за мир и се е тоа во тој момент. Тоа е веќе подготвен документот, требаше да се подпише на 15 ноември 95-та, после месец дена. Ама се пореметуваат плановите со ова. Значи се тие елементи сега можеби кои влечат. Ама сега тука има една друга работа, службите знаат како работат. Пласираат и информација, ама пласираат и дезинформација намерно. Намерно да направат смут. И сега ако стои да некој, па може стои некој друг, убаво му легнале сите овие моменти, ќе го направиме атентатот, ќе обвиниме Србија. Од сите елементи овие влечат кон Србија. Што ги искажуваме до сега. Втори со Милошевиќ, Киро Глигоров му вика ние со тебе крај, одиме со Америка. На повидок е подпишувањето на партнерство за мир и сега тука можеби тоа некој го искористил, некој друг моќен фактор да го направи, а да легнат овие приказки со овие. Ја мислам тоа нагагаме веќе не. Меѓутоа интересна анализа. Во секој случај прв пат слушната. Зошто ни се случува војната 2001 година? Што е суштината на војната 2001 година? Суштината на војната во тоа време е што се случи едно тешко национално предавство како што е сега. Лјупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски во тој момент не седнаа да кажат вака. Не се расправа во изминатите 10 години, беа така ударни политичари. Не седнаа да си кажат дај сега сме во војна, ќе се ја браниме државата, а после на избори пак ќе се расправаме. Не само што не седнаа, туку Бранко Црвенковски сака да направи ново парламентарно мнозинство од 2000 година, ја вади аферата Големо туво со Зоран Верушевски. Па зошто ја излегов во тоа време од Мавар? Ја бев запрепастен кога видов ние на теренот водевме битка, да кажеме со овие албански терористи. Оти знаете во секоја битка да кажеме најбитни се разузнавачките служби, контраразузнавачките служби. Како што вели. Значи Сезино, може да ве прашам тука. Дали 99-та година врз база на договор на Доста Димовска и Мендух Тачи, целата соработничка структура на службите во албанскиот дел е растурена, е разнебитена. Дадени се досијата на овие. Дадени се досијата. Дадени се од страна Доста нови на албански овие на Тачи на Џафери. Значи ја знаат мрежата на соработници. Па ја знаат, да. И сега што беше тука интересно, значи во тоа време се води војна, јас зашто викам дали за среќа или за несреќа, еве сум бил во тој момент, сум ги видел тие работи, тие страшни предаса. Додека се водеше војната, веќе Бранко Црвенковски остварил контакт со Али Ахмети. Значи има документација. Има документација дека Бранко има средба со Али Ахмети. Остварува контакт, на врска се преку посредници. Средби се држат во Гостивар, во еден стан на контраразузнавачкиот центар на Министерството за одбрана. Министер е Владо Бучковски. Во тоа време 2001 година. Па 2001. Бранко Црвенковски. Додека се води војната, он веќе е на линија со Али Ахмети. Што значи на линија во станот и Али Ахмети или Таму се посредници од страната на Црвенковски се покојниот Лазе Китановски, Верушевски и мислам дека беше овој Зечевиќ. Миле Зечевиќ. Од другата страна е Острени, Тала Џафери, значи ние водиме војна на теренот. И Тала Џафери е? И тоа е од страна, па тие се посредниците. Нова председателот на собрање, министерот за одбрана. А курир на Владо Бучковски пак е еден ваш колега, тој како беше името сега на факултетот за безбедност. Марин Ѓуровски. Марин Ѓуровски, така, е негов курир. И значи додека се тоа е поразително, тоа до ден денеска се крие, не се кажува, тоа е страшно, додека се води значи битката, веќе се прават шеми како да се струши владата во тоа време и Црвенковски да дојде пак на власт. Значи за гола власт ја продаваат државата. А вината на Лјупчо Георгиевски, гледам тука и на Доста Димовска и Борис Трајковски. Борис Трајковски да не зборуваме тоа. Во најстрашното време за Македонија имавме човек за председател, со најслаб председател во тоа време. Они тргнаа по една друга работа. За време на војна станаа војни профитери. Ова групацијата на Лјупчо тргнаа бескрупулозно, значи да се плячка. Тоа се продае Телекомот и големи пари завршија во Украина, завршија во некои такви држави за купување на оружје. Па еве Лјупчо гледа се прави страшно злосторство, се го продава Телекомот 57%, 57% не продава никој Телеком бидејќи таму беа разузнавачките системи
Значи, МВР. 1-2 месеци пред војната ние значи се оправдаваме Телекомот и сите разузнавачки и сега тук има групација од четворица. Ден Дончев, Лјупчо, ајде да ги спомнувам се и другите двајца. Кои се другите двајца? Првично им дава 20 милиони евра провизија за 49%. Ден Дончев, Лјупчо Ѓорѓевски. Више двајца има, министри беа во тоа време. Овие даваат 20 милиони евра, им даваат провизија за 49%. 49 е прифатливо, пак си доминантен. Државата да биде доминантен. Меѓутоа после Телеком значи ги виделе дека може да ја завршат работата и ми ја покачуваат на 40 милиони провизијата и го продаваат 57%. А во тоа време не смееше во никој случај да се продаде 57%, бидејќи разузнавачките системи на МВР се таму. Значи 50% е продаден за провизија од 40 милиони. Така, ама таму се разузнавачките системи, прислушкувањето цело оди преку, значи таму се тие линии, посебен тим има таму од државната безбедност во тогашниот Телеком. Тогаш Бачев е конзорциум направен Стоунбридж или Камен мост, кај што има малцински пакети Сорос и Кондаминас и тогаш не е германски Дојче Телеком, туку е Маđар Телеком. Не е битно, во никој случај не смееше да се продаде. Еве Словенија и ден денеска е во доминантна државна собственост Телеком. Да кажам дека гледате Груевски има азил или екзил во Унгарија, а Маđар Телеком во негово време кога е министар за финансии го купува македонски Телеком. Груевски после во неговото владење, значи кога ќе дојде тогаш ќе прави најстрашните работи во тоа време, што не расчисти со сите овие работи. Значи неговото време може да биде едноставно запишено да се вклопи во тоа сивило. Бидејќи не може и Груевски од таа матрица. Нив ги поставува американската амбасада од 95-та година од 95-та кога кажа кога завладее ЦИА со овој простор со Америка управува американскиот амбасадор. Па Груевски го постави американскиот амбасадор. Еве примерот ќе ви го кажам. Ако се сеќавате 2004 беше Лјупчо си дава оставка и Груевски станува 2003 се дава. 2003 се дава. Арва после година време на Лјупчо му проработи филмот, пак сака се врати, настана Бужви. Панорама, така пак сака се врати и од 11 членови на извршен комитет застануваат 9 за Лјупчо. Само Ганка Самуилова и Кедев застануваат за Груевски. И Груевски Лјупчо беше на едниот спрат, овој беше на другиот спрат. И Груевски потиштен гледа дека ја губи. Овој нема што да бара и сака да се оди да се врати као брокер. Излегува од седишто на ВМРО да се оди, го остава Лјупчо да биде пак председател. Му се јавува америчкиот амбасадор, са тој дали Батлер беше. Да, беше Батлер. Не знам, му вика кај одиш, бе чекај, вика врати се назад, кај одиш, ти ќе бидеш председател. Груевски беше решен да се отиде. Отиде потиштен, сите застана за Лјупчо. Во тоа време Лјупчо беше многу моќен. Од 11 члени од извршен комитет. Всушност главната битка не е во Панорама, туку главната битка е во Холидей Ин во Гранд Хотел, кај што на 6 или на 7 спрат се наоѓа американскиот амбасадор и тој како режисер да се оди. Режира конгресот и победата. Губи битката и овој му се јава, чека никога кај одиш, врати се назад, вика ти ќе бидеш председател. Тогаш и Хари Костов и Бранко Церенковски како председател застанува. Хари Костов изигра посебна улога. Хари Костов изигра дете на службите, ама он изигра многу нечиста улога што колку после Бранко Церенковски за министар за внатрешни работи, он дојде и ја исчисти целата таа документација, посебно за тие влашките бизнисмени. Значи, влашките бизнисмени со чистени. Па неговата улога тоа беше во МВР. Дојде ја исчисти таа целата документација. Значи се тоа играчи, се тоа еден систем. Хари Костов, Никола Поповски кој е прв секретар, генерален секретар на СДСМ со Бранко Церенковски, Драголју Парсовски кој е подосна директор на две банки, всушност се примени во владата на Драголјуб Ставрев. И секогаш Хари Костов важеше за човек на Драголјуб Ставрев, еден од време на Југославија, така. Од време на Југославија, значи 86-та која тама година, премиер на или председател на Сојузниот извршен совет. Ама не се случи, не ги губи Драголјуб Ставрев изборите од Васил Тупурковски 98 година за член 88 година за член председател со НСФР Југославија. Тогаш беше за прв пат се воведе некоја демократија, народот мислам се изјаснуваше непосредно кој да биде наш представник во сојузното председателство и Тупурковски тогаш имаше голема популарност. Се сеќавам. Кој е улогата на Тупурковски? Гледате, Тупурковски прво го воведува моделот или концептот на антиквизација. Никола Груевски подоцна само го прифаќа тој модел на антиквизација. Воведено Тупурковски, книгите за Филип, за Александар, Алмако, корпорацијата која стои финансиски зад неговото доаѓање на власт, морам за Тупурковски, кратенката е Алмако, Александар Македонски корпорација. И тамо се луѓе од службите. Дел од усумината се во таа корпорација. Сум разговарал на оваа тема со професорот со Тупурковски, он ми беше и ментор и промотор на мојата прва книга. Сега, значи он во тие времиња едноставно сега така вешто дипломатски избегнал, века дека мора да ја цениме реалноста во меѓународните односи бидејќи он беше најголем поборник за антиквизација. Во тоа време тој беше за конфедерација, тој беше за конфедерација со Грција.
преговараше со дел од грчките политичари, Па види, студентски он има пријател многу или колега релации е со Папандреу, така. со Јоргос Папандреу, Па така. мислам дека стариот И Папандреу беше во професор. Америка, како нему бил и ментор на Да, Ното Пурковски, на Андреас универзитетот. Папандреу. Има со нив големи релации и во тоа време они беа многу блиско да го решат името. Сега дали беше Горна или Северна, не знам. Горна, Лјупче Ѓургиевски или Горна. Па Пурковски беше инволвиран во тие работи да го решат во тоа време проблемот. А тоа што го кажуваше Андов дека ќе земал 4 милиарди од Австрија, Од Алој Смок. Од Алој Смок, тоа мислам дека беше приказки на Андов. Они на лична основа. Значи, кај е конфликтот у Пурковски Глигоров, според вас? Па видите се, на Киро Глигоров во тоа време му смета луѓето што беа на истакнати функции во сојузните органи во Белград. Еве да кажеме, во тоа време на Киро Глигоров му се дава еден список од 25 македонски дипломати. Дипломати од Белград, врне дипломати од типот на Лазар Мојсов, Димче Беловски и сите тие се стават на услуга на новата држава, бидејќи тоа беа искусни дипломати. И Киро Глигоров едноставно го искинал тој список. Значи не ги поднесува. Не ги поднесува. Не трпи конкуренција. И се собира околу него деца, од типот пример, Денко Малевски. како долгогодишен соработник, он значи тоа го знае, бил ученик на Тито. И Тито гледа што направил 45-та. Све млади Си ги луѓе. собрал Киро Глигоров 25 години, си го собрал Лазар Колишевски, овие Пирузе, Ченто, во тоа време 50-60 години, Шатев, сите по затвори. Ти сметаат. Значи Киро го има моделот на Тито. Па модел, Ученик на па во Тито. тоа време Коле Чашуле колку, овој стариот Чашуле колку бил 25 години, Киро Глигоров бил 25 години, Колишевски бил колку 25 години, си ги собрал деца околу, а овие стари ведејци што биле Ги елиминира. Па сите по затвори завршија. Завршија на И сега Волјоток или Гризо. Киро си ја пресликува таа школа тука. Си го зема Бранко Црвенковски. После Бранко Црвенковски гледате во владата, Фрчковски во тоа време колку 57 тој годишен. Пешевски еден како беше за Антони Пешев 62 Тоа има годишен. многу интересна работа. Денеска се кажува дека си дал оставка од морални причини, паднал авионот на кога падна За Антони авионот. Пешев збориме? Да. Тоа не е точно. Не се даде оставка, него мораше да се даде оставка. Му паднаа два авиони, првиот падна на Палер, Па после не се на даде оставка, Авиимпекс. И на Авиимпекс, ја го вика Бранко, тоа има еден стенограм тако. Го вика Бранко, му вика Има Антони, стенограм? не може, два авиони падна. Овој плача, многу ми убаво вика министер да видам како се дам оставка. А сега во Македонија го прават некој му дават некој морална доблест карактеристики си поднел оставка бидејќи му паднал авион. Нема врска, он плачел во кабинетот. А вика многу убаво да бидеш министер. Зошто сега се дам оставки? Бранко го натрал, мора да се дадеш, два авиони падна, не бива. Значи тоа е така интересна во тие белешки што ги има, така и Бранко Црвенковски некој ден ако пишува мемуари, веројатно ќе го напише и ова. Борис Трајковски, кој го носи Борис Трајковски? И улогата на Доста Димовска. Или Борис Трајковски беше Бидејќи во клучен период, маргинална личност, да, ама во клучен период тој доаѓа на чело на државата. Па проценеле во тоа време дека Топурковски може да им биде повеќе проблематичен. Отнели по некоја логика Топурковски требаше да биде кандидат за председател во таа коалиција на ВМРО ДПМН. Природна завршеток на кариерата ќе му беше. Не, ама и во таа коалиција ВМРО ДПМН И договорено беше. Природно беше. Сега дали имале договор не знам, ама природно беше он да биде председател. Меѓутоа колку што мене ме познат, доста се спротивстава и сега го носи Трајковски од никаде. А Трајковски во тоа време бил на Лјупчо преведувач, кога одел Лјупчо по Америка, а куферите му ги носел. И му преведувал. Па висок така, имаше сила, Бог да Па прости да носи куфери. Му бил преведувач. И сега во тој момент они ценат дека треба да се инсталира ова Трајковски, бидејќи Трајковски изигра многу лоша улога за време на војната, тој не беше и председател. И што најинтересно, гледате сега, тоа ми е многу интересно сега, во македонската политика имаме такви ликови кои што глумат големи верници. Еве за Трајковски секој ќе ти каже голем верник. Или сега имаме и такви еве во Македонија, други политичари. Да. Меѓутоа ако се верници во тие религиски книги, нели пишува таму дека не треба да се лаже, не треба да се краде, треба да беше честен. Он му ја украде победата на Тито Петковски. Зошто не си даде оставка да каже како верник, чекајте луѓе, човекот ме победи, нека си биде председател. А што направија? Тито Петковски го водеше во првиот круг 120 гласови. И една таа среда јас сум сведок. И Трајковски сакаше вика ова не бива да излеземе на телевизија, да кажеме, нели. Го фаќа за рака Тачи, му вика чекај кај ќе одиш, има втор круг. Вендук Тачи. И покојниот тој Арбен Џафери. Има втор круг. И во вториот круг во тоа време верувале или не верувале 99 година излегува 200.000 албански гласови, од кај ги собра, не знам, од тие 200.000 албански гласови 196.000 гласа за Трајковски, само 4.000 за овој за Тито Петковски. Значи албанците. Али тоа може не е толку битно. Лоша улога одигра за време на војната, предавничка улога. Ние видете вака,
На почетокот, сега зашто велам се случи предосно, на почетокот, службата за државна безбедност знаеше се. Али Ахмети со 500 бандити се одметнаа во планините. Службата знаеше се колку се, каде се, зошто се таму, какво наоружување имат и можевме да ги решиме во прв момент. Значи, све знаевте 2001? Се знаеше, може да бидат решени во прв момент. Меѓутоа што се случи? Дури има, еве, ова интересна стенограма, како покажа дека один Трајковски оди на една, тоа е февруари месец 2001 година. Војната се спета како да започне со Танушец, тоа 2001 јануари. Да. И оди таму некоја ненадена средбима со Буш, постариот. Тогаш беше председател, мислам, овој, не овој сега се Џорџ Буш, тој татко му, постариот. И обично и на Трајковски му има вака кажано дословно: Господине председателе, Танушевцот си е ваш проблем, има да си го решите како умеете и знаете. Значи децидна подршка. Како знаете и умеете. Малце подоста, не е февруари, мислам дека април месец. Па не знам сега, има си го решите како знаете и умеете. И ова уште не слета на Скопскиот аеродром. Фрчковски му вика чекај, не може така, чекај да преговараме, што ќе каже Меркел. Не Меркел, него тогаш беше тој на англискиот беше Тони Блер. Германскиот кој беше Шредер ли беше? Беше Шредер. Чекај да го консултираме Шредер, чекај да консултираме Тони Блер. Владо Поповски исто советник му беа, тие се вечни советници. Значи му ги налепија советници. Да, чекај вака. И овие како се консултира вака така, овие бандитиве со Али Ахмети од Танушевци отидоа до Гостивар, го расширија тоа фронтот на линијата, а иначе тие може да бидат решени во прв момент. Тие се знаеше. И знаевте, например, го знаевте Али Ахмети кој е? Не, во тоа време, службата го знаеше, ама за обичниот народ дали го знаеше? Не, вие дали го знаевте? Да, нас имаше досие таму. Тие во младоста сите биле исто во Југославија со работници на службата за државна безбедност. Целото тоа раководство таму сите биле соработници. Добро, тие досија Ибар, Мама, Вујко, Стрелец. Да. Ако викаат дека се фалсификати, не е точно, тоа се оригинални досија. Биле соработници, меѓутоа после се сменија тие геополитички околности, сега се на другата страна. Значи во тој момент, во тоа време ние да имавме едно похрабро раководство, јас верувам дека ние уствари безбедносни сили не ја изгубија војната. Безбедносни сили си ја извршија работа како што треба. Војната ја изгубивме како резултат на овие предаства. Што се случи? Тала Џафери, значи од тогаш е крупна фигура. Да, Бујград, Острени сега гледам веќе го нема. Он нема, да. Он напред политичка партија, не помина добро на изборите и сега Тала Џафери ќе остане запаметите и по една друга работа. Тала Џафери е инволвиран во масакрот и Кајвејце. Во тоа време е во касарната во Тетово, он као старешина што е таму. И нели таму се фати некои сигнали од страна на службата како се кажува маршрутата на движење на тие што загинаа 8 припадници што беа зверски палени, горени во Вејце, и тука е неговата улога останала бидејќи он е инволвиран, најверојатно бил на линија со тие терористички банди што го направија тоа. Командант Форина. Форина така се води. Па тие сите така албанци многу милуваат така. Сака да имаат командантски. Така команданти, бригади. Во тоа време да не кажува 113-та бригада. А побаво звучи се кога кај 113 асоцира дека има 113 бригади, они почнуваат од бројот 100. Да. Нема 113, не почнува од еден, него 113, 114, 115 и се тоа асоцира како да има 115 бригади. Бачев, како може да ни се случи два пати такво пробивање на системот на прислушкување? И големото уво и 2014-2015 година вистината за Македонија. Може би исти човек, нели Зоран Верушевски. Како може да не се случи два пати така брутално да биде пробиен системот за прислушкување? Па видите се, тука проблемот е што овие луѓе како што меѓу себе си прават такви сопки, сега гледаме секој ден, сега гледате Заев и Мицкоски кампањата е водат на основа на прислушкување разговори. Значи жално е што се занимаваат со... Не се прислушува, тоа се снимени. Снимени, така. Жално што се прават такви работи. Дај Боже така да се агилни кога е интерес на државата, да се прислушкуваат странски шпиони, странски агентури, терористи во таа смисла. Само во Македонија се прислушкува политички противници врз база на тоа се прават политички работи. Па тоа е веќе стара школа, веќе во 30 години, па 98 година. Кога победи ВМРО, па не фактички во МВР, целата власт повторно ја водеше тајниот центар на Црвенковски. Целата контрола. На љубе му беа објаснувани на долго, на широко сите работи, ама човекот не сваќаше, повеќе беше аматурист таму во МВР, уживаше во тие авантуристички. Улогата на Зоран Верушевски, ве сте биле во службата. Кој е улогата на Зоран Верушевски? Толку мокна фигура за да може да е мокна он човек со од времето вака со Бранко Црвенковски, да кажеме, е 98 година кога изгуби СДСМ, они успеа да инсталираат разузнавачки центар во Чиличарницата на Минчо. Таму имаше класичен разузнавачки центар. Околу 20 на припадници од МВР најистакнати со големи кариери поминаа кај Минчо и таму таа функционираше фактички како паралелна служба. Прислушни уреди, следење. 98. Сега Минчо тоа го криеше како демек ми се потребни за индустријска шпионажа за фирмата за ова и лично не го направи ништо.
Значи се инсталираат таму. Може има ли тој средба со Лјупчо кој имал Светојаневски? Па кој ги знае, после се овие бизнисмени гледаат како се врт. Таму имаше класичен разузнавачки центар во чиличарницата на Минчо. Од 98 година кога беше на власт ВМРО ДПМН. И сега сите тие ние формално правно ја гледавме ВМРО ДПМН на власт, а во реалноста мојкте беше пак на друга страна. Пак беше ке СДСМ. Пак беше ке СДСМ. Добро, Бачев, ако велите ЦИА и Американската амбасада го поставија Груевски, не само Груевски, сите ги поставувате. Тога зашто толку брутално го рушеа Груевски со вистината за Македонија? Па видете вака сега, тука многу убава реченица има напишено ова е Хенри Кисинџер, легендата на светската меѓународна политика. Тој не знам дали е жив, има околу 100 години. Жив е. Така тие луѓе живеат по 150 години. Тие по 150 живеат. И он има напишано вака, тие се вика послушни, вика тие се како животни вика. Ќе ги храниш вика, ќе ги таму одржуваш во живот и кога немате треба века ќе ги сврдиш вика, ќе ги шутираш вика. Оти тие вика се продаваат за пари, па сега они ги купуваат за пари овие наши политичари, гледаш ќе им дадат да се збогатат и не им ги чепкат богатствата. И за тоа во цело време ги држат во раце. Гледате нашите политичари влегуваат како најголеми голтари, излегуваат како најголеми капиталисти. И сега они ги држат во раце и сега ќе има напишено тоа се како вика како животни вика. Чим се решени за пари да работат, вика ќе тргнат со било кој. Искористија нивната употребна вредност и шутирај ги. Значи го искористија, па така е. И го испратија во. Па така е, па и со овој Заев ќе му дадат може се уште еден мандат или нема да му дадат и завршува исто. Али од друга страна му го стават богатството. Ја гледате Заев, тоа не го забележа момент никој и новинарите не го кажаа во јавноста. Беа на една дебата со Мицковски на Канал 5, мислам беше таа само вистина. И Мицковски го нападна Заев. Семејството вакво криминално вакво, онака овој се испушти несвесно. Вика фирмите на Заев вика плаќаат годишно вика вика во управа за приходи 10 милиони евра данок. 10 милиони евра. И сега вие на стапка од 10%. Ако плаќате 10 милиони евра данок, значи вие имате чисто добивка 100 милиони евра. И сега во Македонија да правите 100 милиони евра профит чист на овој пазар, тоа веќе или треба да си ептен супермен или па како викаше овој на меѓународна кризна група или идиот. Да, тоа беше за продажбата на за продажба или си идиот или криминалец. Или криминалец. Значи и ова така 100 милиони евра вие да правите чист Значи сега Вице и Зоран Заев се најголеми олигарси. Па видите, Дзинго беше некоја символика за феудално уредување, за заробен град, Кратово, ако се секаш во тоа време. Така беше, заробен град. Сега Дзинго е мало дете за овие фамилијата Вице и Зоран Заев. Сега во Струмица буквално тие држава во држава, секој бизнисмен, ако сака нешто да увезе, мора пред да отиде кај Вице Заев да каже, слушај, јас сакам да донесам ова роба. Ке смета ли во Струмица ако да се донесе ова роба? Значи тоа е држава во држава. Во моментот таму што функционира. И тие сакаат сушност Македонија да ја струмицизираат. Па така е сега да функционира Македонија по принципот на Струмица. Тоа е заробен град таму. Не заробен град, него заробен е државата. Па видите Заев стана премиер, прво што направи се зема лиценца за дрога на неговите фирми за производство на дрога. И за марихуана. Па марихуана дрога сега што како ќе кажеш. Значи исто за времето на ВМРО ДПМН Мијалков и Јордан Камчев како историни играчи на Груевски ја украдоа половина Македонија. И сега другата половина ја крадат Вице Заев и Зоран Заев. А Зоран Заев што кажа? Ке им ги одземеме 5 милиарди евра се украдени, тоа се негови зборови. Постави бројчаник, еве го трокира на Триумфалната капија. Значи во 10 години цела Македонија украдена. Кога украделе пола, овој крадат или проба да крадат пола, значи нема да остане ништо. Во тоа време Мијалков, да кажеме, беше на врвот на пирамидата, кога беше во тие 10 години Груевски, а исторен играч беше Јордан Камчев, преку некој од фирмите. Кумови се тие. И сега овој Камчев толку зема околу 15 милиони таму евра има земено тие како субвенции и со тие субвенции си купуваше фирмите. Зикпела го него купи, банката ја купи, во градежништво влезе. Значи здравје радово. Се здравје радово тоа е дури од човечки аспект да се каже тоа е жално и грео да човекот сам си ја направил фирмата со знаење, со способност и ја направи стварно препознатлива фирма во Македонија. И овие отидоа бандите му ја земаа. И не само здравје радово, него многу такви фирми. Значи суштината е иста, тоа е тој систем, значи во кој 30 години крадат, лажат и сега што најжално ја растураат и државата. Баче, зошто во Македонија не се случи модел Бојко Борисов? Повеќе 140-150 криминалци, тајкуни беа елиминирани по софиските улици, како услов Бугарија да стане членка на ЕУ и на НАТО. Зошто во Македонија не се случи? Елиминирани, тоа дури беа, така да кажам, не знам дали се сеќаваш на интересни ситуации, овие тајкуни гиносат во судот, излегуваат снайперот, го погодуват паѓаво.
не знам дали се сеќаваш тие сцени во Бугарија, ги изчистија и физички во тие тајкуни. Мислам на физички. Па тоа викам го носат во судот, излегува од судот најпрво го погодува. Тие најкрупни што Да, што му рекле на Бојко треба да расчистиш, он праша судски или поинеку. Ој му рекле како сакаш, он поинеку ги Па расчисти. сега тука, значи кај нас во Македонија, значи нема мислам не се во најлоша варијанта, физички да се ликвидираат, него нема таква критична маса народот да одговори. Тие веќе се вратиме на почетокот на емисијата 90-та година. Ти имаш приватизација во која се прави невиден грабеж. 200.000 луѓе остануваат без работа. Еве ти си бил новинар, се сеќаваш ли еден прозор да скрши во собрание? Имаше немири. 200.000 луѓе остануваат без работа, да скрши барем еден прозор. Ние сега во 2018 година 7 месеци ја поминавме на улиците во битка за бојкот на референдумот и против промена на името. Не видовме критична маса да се направи нешто порадикално. И затоа се остануваат избори. Значи, сега не тука да се сватам грешка, го обвинувам народот, меѓутоа мора народот да се ја зема, како да кажам, да биде поодговорен. Мора да одговориме на ова 30 годишно крадење, лажење, растурење на државата, нема соодветен одговор. Значи, и второто прашање или едно од последните ми е зошто не се дозволи тутунска мафија да се формира во Република Македонија? Гледате, во сите југословенски републики има одредени форми на мафија, кокаинска мафија, хероинска мафија, тутунска мафија. Македонија беше, ајде да речеме, бастион на тој шверц со цигари во време на Данчо Штурков. Зошто службите не дозволија да се формира таква тутунска мафија во Македонија? Ги растурија комбинатите. Не е Македонија сега веќе ни приближно на нивото што беше пред 20-25 години во тој сегмент. Па таа беше силна во тоа време на Штурков. После се направи обид 98 година на Лјупчо преку овој се покоен Шурамо, преку Таковски, Панчо Таковски, тутунскиот комбинат го зема, се влезе, меѓутоа тоа не заживеа. Не успеа, значи не успеа, значи проба, но не успеа. Проба, па во тоа време тутунскиот комбинат го зема, тој во тој управен одбор на Македонија, мислам дека е осигурителната компанија. Таа беше осигурување беше под нивна контрола. Се беше под нивна контрола, значи дали играле на таа карта, значи фамилијата, меѓутоа сега Лјупчо можеби имал некој замисли во таа насока, меѓутоа во тоа време гледате медиумски него таа контрола, без разлика што беше на власт на ВМРО, ДПМН, јас пак ќе повторам, конците ги влечеа пак од страна на СДСМ, бидејќи ги имаат тие паралелни структури. А сега зошто не заживеа конкретно таа тутунска мафија? Дали не ќе кажеме Македонија е крадена преку тутунот, дали е крадена на друг, значи многу на народ не му значи. Битно е дека во овие 30 години од Македонија се украде некаде околу 15 милиарди евра меѓу овие две партии. Сега разликата е само што за времето на СДСМ се крадеше во марки, за времето на Груевски се крадеше во евра. 15 милиарди? Па така се прават некои проценки дека се украдени во овие 30 на години од позиција на власт меѓу овие две. Каде завршуваат тие пари? Па тоа се сева во приватни џебови. Приватни џебови. Тоа се во приватни џебови и за жал не гледаме уште структура која што ќе има храброст. Тука треба голема храброст која би направила ревизија и одземање на украденото, а има начин како се направи тоа. Гледате, Бачев, полесно беше да се смени името, значи полесно беше да се смени името, отколку да се расчисти со олигархијата. И испадна дека олигархијата е подсврста, помокна од името на државата. Па и така е, па еве ја спомнав примерот, значи како овој Свето Јански влегува, како излегува. Значи алчни беа нашите овие политичари што ја водеа, иначе ако сакат да кажеме тоа може се направи, без разлика што викат мала држава не може. Кога имате органи за безбедност, кога имате даночни, финансиски органи, вие ако имате желба, храброст, може да се да направите. Едноставно ќе ги построите, има тоа се направи, ама за тоа треба честни политичари. Ова гледате 30 години е бандитизам. И што се прави? Кога ќе ве прашам или кога би ве прашал кој е мозокот на приватизација во Македонија и кој е мозокот на олигархијата во Македонија, што би ми одговориле? Па јас сега спомнав на крајот. Значи, на почетокот спомнавме дека тој проект тргнува 90-та година кога се враќа Кадиевич 91 од Москва и службата за државна безбедност за да го задржи сојузната тоа влијание и своите најстакнати значи соработници ги прави капиталист. Значи тука тргнува идејата, тој како да кажеме идејни инспиратори. Кој може да е мозок? Па тоа не е некој голема филозофија, тоа е процес веќе. Чим се минува системот од социјализам во капитализам, се знае дека ќе има приватна собственост. Имат информациите, гледаат што ќе се случи. Па се гледа дека Југославија ќе се редефинира, па во тоа време веќе Анте Марковиќ уште 89-90 век имаше некој закон кој што дозволуваше приватна иницијатива да има. Најмногу во Македонија според законот за Анте Марковиќ. Значи Македонија најревносно го спроведува тој модел што е после Кадиевич.
инсталира. Тоа ти е модел на бесплатна, тоа е грабеж, тоа не е приватизација. Значи сака да кажете дека Македонија е најудбашка држава во рамки на поранешна СФР. Тоа била така едно од најстакнатите кодоши со работници и дури против сопствениот народ со лојалност, голема верност кон сојузната служба. Македонците биле на истакнато место. Кој според вас е мозокот на олигархијата? Кој е клучниот играч? Во Македонија сега најмоќен беше во тоа време Данче Шутурков, тоа не е спорно, беше на пирамидата и над политичари и над бизнисмени. Кој е сега? Па сега за времето на Груевски беше Мијалков. Мијалков во тоа време можеше преку ноќ да направи што сака. Крадеше, лажеше, плячкаше, затвараше. И сега видиш што е интересно. Тоа е веќе под секое човечко достоинство. Да кажеме, они се толку безобразни што кога 2006 победи ВМРО ДПМН и они ветувале дека ќе расчистат со криминалот и направија список за наменско апсење на политичари од СДС за да замајуваат јавноста. И тогаш тргнаа, се сеќаваш, тие апсења, приведувања што ги правеа, тоа беа само наменски да го замајуваат народ. И сега СДСМ кога дојде на власт го прави истото. Апсат по список. Тамам ќе се направи некоја афера за да го прикријат негативниот ефект, нарачуваат апсења. Еве кога беа овие што се судени за тероризам, уставобранителите. 37 тогаш се дигна голема галама дека Македонската црква тој Наум ќе ја прави и заев со Борисов имаше стредби дека Македонската црква ќе биде керка на мајката бугарска црква и јавно право ги испоапсија луѓето. После, значи апсењето не е од реални мотиви да се расчисти со криминалот. Значи оно прато длабоко политички мотиви. И сега ова што кажавте, за времето на СДСМ се знаат тие неколку олигарци кои се 2006 до 2016, тука клучната улога беше на Мијалков, а на теренот под него да ги спроведе сите тој грабеж беше Камчев. Он формално правно фигурираше како собственик. И сега видите ако Заев сака да расчисти, па гледате сега Мијалков каков хотел има на центарот на Скопје. 10 години платата на директорот на држава, без да се знае колку 1000 евра. И сега ако ја пресметате таа плата, ако видите тој каков капитален објект има, тоаш никој не поставува од каде му се парето, од каде тоа потекло на имот. Не го поставува тоа Заев, бидејќи он го прави истото. По Македонија. Еве го, спомнав случај. Чим плакал по 10 милиони евра данок, значи заработува по 100 милиони евра. Значи тоа е таа иста матрица. Затоа ние јас така символично ги викам тие не се две партии. Тоа е една партија која ние ја нарекуваме погреб за Македонија, составена од ДПМН и СДСМ. Тука нема две партии. Бачев многу имиња кажавме вечерва. Многу шеми откривме. Гавран откривме кој е. За атентатот зборевме. За пари, за средбина Свето Јаневски со Лјупчо Ѓорѓиевски, за Бранко Црвенковски, за Берушевски, што се крупни, за Хари Костов кој ги пегла или ги чисти досијата на влашкото лоби во Република Македонија, за Мијалков, Груевски. Се плашите ли дека нешто може да се случи сепак? Вие сте биле дел на државна безбедност, сте излегле, сте понеле дел од информациите и знаењето од тамо, дел сега ги имате надградено. Дали овие информации кои ги давате не ве плашат дека нешто може да се случи? Не, воопшто не се плашам, бидејќи мојата смисла на животот е да работам, да живеам и ако треба да умрам за Македонија. Многу среќа, многу успех на изборите. Благодарам. Ова беше емисијата со Јанко Бачев. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечерва, одлично ексклузивно интервју, многу работи за прв пат ги слушнавте. Се надевам дека ја задржавме вашата доверба и вашето внимание. Ново дружење ви закажувам за четврток, до четврток од 22 часот. Пријатна вечер Македонија, каде и да си.